разговор во студиото, почитувани, и тоа ќе зборуваме на една исто така актуелна тема, станува збор за органската храна. Имено, веќе неколку години поред, поточно 7 години поред, во Куманово се одржува манифестацијата Органска трпеза и 3 години поред се случува саемот Агромак 2024 оваа година. По тој повод во нашето студио гостин ни е Драган Цветковиќ, председател на организациониот одбор Агромак 2024. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдаме. Се надевам дека не изгрешив со бројките, тие се. Многу е актуелно да се зборува за органската храна, луѓето се повеќе се враќаат кон корените, а вие веќе 7 години поред успевате да ги соберете и производителите на органска храна, не само од Македонија, туку и од регионов, со тоа што овој саем практично е и меѓународен. Така, во време кога земјоделието претрпува големи проблеми, недостаток на храна, задни 2 години не успеваме да ги собереме плодовите правилно како што треба во соодветно време. За среќа, одзивот за вакви манифестации се поголем. Вчера разговараме со неколку представници од Министерството и разговараме на таа тема како одзивот е се поголем, како свеста се поголема за здрав начин на живење и храната што ја користиме, така да се надевам дека одиме по правилен пат. Па со самото тоа што веќе 7 пати поред го организирате овој саем, предпоставам дека е тоа доволен показател дека првите чекори се правилни. Луѓето се повеќе стануваат свесни дека она што го правеле нашите баби и дедовци било и поздраво и повкусно од она што може да се најде денес на пазарот. Тука линијата помеѓу тоа дали треба да гледаме се од дедовците и бабите и она што треба науката да даде свој допринос е многу тенка денеска и се уште ја согледуваме. Дефинитивно не можеме да се среќаваме сега со производители кои велат дедо ми произведувал на ваков начин гројзе, така треба. Времињата се менјат, условите се менуваат, климата е сосема нешто друго и мислам дека на науката мора да ја дадеме предност, меѓутоа при тоа да внимаваме како ќе ги одгледуваме и да не ни биде во преден цел квантитетот, него квалитетот на храната и на производите кои ги произведуваме. Така да гледаме дека се повеќе има интерес, ама интересот е повеќе во промоција и продажба, и да кажеме, на органски производи, отколку посветеноста да тоа стварно со љубов се одгледува за на поголеми стази. Имаме се повеќе, нажалост, органски производители кои се откажуваат разочарени од одредени активности, од финансиски, од крај на целиот труд. Меѓутоа, па не радува тоа што па секојдневно имаме и нови тај да кажам органски производители, кај што науката ја користиме да ни помогне во тој дел. Со години наназад се зборува за тоа дека земјоделците мора да го прилагодат начинот на производство на она што ќе го посадат со климатските промени, во светот технологијата за обработување на плодната почва е каде подалеку од она што ние кај нас го имаме. И токму поради тоа, вие паралелно со манифестацијата Органска трпеза го организирате и саемот, меѓународниот саем Агромак, на кој што земјоделците или производителите на органска храна може да се запознаат со најновите технологии на алатки и машини и апарати кои што се користат во земјоделството во светот. Искрено да ви кажам, ние кога почнеме 2018 година да го правиме
не манифестација, него сакаме баш да биде саем програмски, како и сега што гледате со посебни компоненти, обуки, предавања, B2B состаноци и така натаму. Многу, ајде да кажам, потенцијални организации кои може да ни помогнат побрзо да растеме и тоа побрзо и по-големо да биде, беа разочарани или не веруваа, велеа дека сме пред време. Меѓутоа докажаме дека можеме и дека на народот му тоа треба. Меѓутоа, причината зошто го формираме Агромаг беше големите компании, големите индустријски задруги и предпријатија кои произведуваат храна, сакаме и со нив да соработуваме, да им представиме дека органското производство не е ништо страшно и дека не е можно. Тој може да купи некоја современа машина која кошта многу, а тоа што треба да го вложи е многу малку, а да му биде и производот органски. Така да сакајќи да им се доближиме и да им помогнеме да го увидат можностите и дека и органски може на крајот на годината да му бидат математики позитивни, ние го направиме паралелно во истите 3 дена и сајмот Агромаг, кај што ќе гостуват фирми, компании, организации кои произведуваат конвенционална или друг вид на храна и при тоа за да имаме позитивни примери да неколку озбилни компании веќе почнаа да произведуваат и да извезуваат органски производи од Македонија во озбилни количини. Она што сега како трета ситуација го додадовме ова година е таа агробизнис конференција, научно агробизнис конференција, кај што сакаме да го споиме праксата и науката. Да дадеме можност на иноватори, на луѓе кои сакаат да креират, меѓутоа никој од нас во тој синџер не може сам сето тоа да го состави. Науката доаѓа во одреден степен кај што му требат искуство од привредници и од деловни луѓе. После нив доаѓа фаза кога научниците треба да дадат свој допринос да тој циклус се затвори. Така да ние во ова година на 27 од 10 часот во сала на Совет на општина Куманово под покровителство на градоначелникот на општината ја правиме првата припремна научно прв состанок, работен состанок од кој сакаме во почетокот на 25-та година да ја направиме првата научно агробизнис конференција во Македонија, за да понатаму и науката даде свој допринос на ова што го работиме до сега. Има ли интерес кај производителите? Ќе ви кажам дека до овој момент од минатава година имаме дупло пријавени. Тоа е за поздравување. И од многу повеќе држави, што ме радува во околината, значи во моментот имаме од 12 држави, од ајде кажеме од Југоисточна Европа, како сакат да го кажа тој простор, имаме пријавено компании, се посериозни, што не радува. Ние сме мала држава, одиме на различни сајми низ светот и ако се споредиме, сме многу мали во однос на тоа што тие го прават. Меѓутоа, тие го прават 100 години, 50 години, ние го правиме 7 години во една мала Македонија, се уште, меѓутоа сме презадоволни. Со оглед на тоа што нашата земја има предиспозиција, од секогаш имала да биде земјоделството да биде една од главните стопански гранки и производството на храна практично да биде една од главните стопански гранки. Колкав е интересот кај луѓето, посебно кај младите? Веројатно тука имаме некои бројки кои што поразително би звучеле. Не знам, во минативе неколку години од Министерство за земјоделие имаше различни програма наменета за млади. Тоа колку е спроведено не е за коментар, бидејќи си го знаеме менталитетот. Нас ни фали култура или одговорност на тоа што го правиме. Кај нас се уште и во бизнисот и во било кој друг се гледа како полесно да се стигне до некој пат, а не тоа да биде трајно, да има традиција. Мене ме радува кога ќе прашам некој, да прашам со што се занимаваш, па вели татко ми со тоа што и дедо ми. Тоа мислам дека е успехот на едината, ако ние имаме втора, трета генерација, независно дали е стошарство, дали е земјоделство, дали е индустрија, ама кога тоа знаење, кога тоа искуство едно семејство, една организација ќе го пренесе на втората, па на третата генерација, дури тогаш можеме да збориме дали е тоа успешно или не е успешно. Знаете, секаде во свет и еден обичен пекар, па се традиција со години од синот на од татко на синот и така натаму се пренесува. Кај нас секој мала задруга или да кажеме, но се беа модерни задругите, едно време тука актуелни, се вложува многу пари, меѓутоа тоа застанува кога треба децата да наследат. Не сакат младите да
да работат, немаме навика. Општеството така се научени да полесно да работат, никој не сака на нива, тешко е, напорно и најтешко дефинитивно. Меѓутоа по племенита работа мислам дека не постои. Од тоа да се произведува храна. Од тоа што јас можам да го кажам, дека ние не може да се надеваме дека ќе произведуваме нити аутоиндустрија, не знам, авиони и така натаму. Она единствено што може да не спаси е да ги сочуваме старите автотони сорти на храни, на производи или на билки, да можеме да ги сачуваме и почвите и површините. Мислам дека за тоа сме имале среќа, не знаење многу во минативе години, да сме биле некоја индустријски јака држава, можеби хемијата ќе си го завршила свое. Ние се уште имаме голем потенцијал, мали се површините, расцепкани се, тука треба да се работи, да се споја, да се променат некои закони во делот, да имаме на различни парцели на различни делови од местото на живење или постојање. Тоа представува голем труд да се оди на различни места. Мислам дека треба да се тука нешто вложи за да може да бидат поголеми парцели, за да бидеме и ние озбилни производители. Спомнавте дека на Сајмов има пријавено доста заинтересирани производители на храна, па и научни работници од соседството, од делов на југоисточна Европа, од земји кои што се многу понапред од нас во производството на храна. Колку сакаме да научиме од нив? Еве, вие овој пат нудите можност производителите на храна од Македонија лично да се запознаат со тие луѓе, да слушнат искуства од нив, да прашаат тоа што им е нејасно. Јас имав среќа да учествувам минатава година и претходната година една конференција на Кополник и една на Златибор која траеше 4 дена. Кога дојдов и го раскажав и пренесов искуството, огромен дел на луѓе рекоа тоа ни треба. Еден ден пракса, еден ден знање, наука, трет ден некоја комбинација и четвртиот ден пренесено нешто како добри примери. Меѓутоа тоа врзано и со извор на финансии, и со многу други работи, и со времените работи. Прво што направиме уште во април месец, сакаме да направиме еден иницијативен одбор од научници и бизнис, докажани институции и докажани професори. Прво, ако смеам да кажам, прво ни се пријави од сите земји, а еве дури пред 2-3 недели од нашава држава чека како некако да не веруваат во тоа дека можеме и сами нешто да направиме. Може би вие сте примерот што ќе им покаже и на другите дека не смееме да бидеме рамнодушни, не смееме да бидеме да немаме доверба самите во себе. Тоа е нешто што дефинитивно воопшто во сите сектори, не само во земјоделие, во храна, и некако нешто што ќе дојде од страна го цениме повеќе. Ако ни го покаже некој друг од страна, тоа е сигурно. Ако некој наш научник или наш иноватор тоа го каже, некако не веруваме дека е можно тоа да се ствари. Мислам дека на младите се надевам дека малку подруго се. Една стара јапонска поговорка вели не ми ја фаќа и рибата и не ми ја давај да ја јадам, туку научиме како да ја фатам. Може би конечно ќе почнеме да размислуваме како јапонците, поготово кога станува збор за производство на храна. Јас се надевам дека од 27 до 29 во Куманово ќе има многу заинтересирани кои што ќе дојдат да ги посетат овие две големи манифестации или овие два големи саеми меѓународни, Органска трпеза и Агромаг, и дека ќе има што да научат и дека сиот труд кој што го вложувате нема да биде залуден. Нас задоволството ни е што секоја година имаме што се повеќе учесници, задоволството што секоја година добиваме одредени признанија од се поголеми институции докажани од светот. Тоа е тоа што не храни и што ни дава храброст да продолжиме во овој пат. Јас ви посакувам многу успех, посакувам многу посетители на овие два саеми. Се разбира, Македонската телевизија ќе го проследи ова и низ другите нејзини емисии информативни.
и ќе имаме можност да зборуваме можеби по завршувањето на сајмот, колку сте задоволни и што се луѓето има можност да чујат и да видат. Јас ви благодарам. Вие веќе 7-8 година не сте медиум кој прв не поддржува. За нас е чест Македонска телевизија да ни даде и простор и во сите емисии, не само во ваша, и во неколку други кои ги имате. Секоја година ваши новинари известуваат о лице место, тоа ни е доказ така ќе да биде се ова види, година. Да не зборуваме ние за тоа што го правиме, него еве вие и другите гледачите да видат што сме направиле. Господин Цветковиќ, мене ми беше задоволство и чест што имавме можност да најавиме што ќе се случува во Куманово од 27 до 29, а гледачите повеќе информации ќе можат да добијат во другите наши емисии кои што информираат за активностите во градовите во Македонија. И мене исто, ако ми дозволите, само на крајот ги повикуваме сите кои сакат да дојдат да видат еден убав настан, влезот е слободен. Имаме многу дегустации, обично секоја година најголем дел тетки и бабички си купуваат за внуци, велат како ова не знаеме дека го има во Македонија. Тоа е убавото, бидејќи на тој сајм голем број на организации кои произведуваат органско се спрема за тие 3 дена и целото производство го пласира тогаш, бидејќи услови други малку се отежнати во маркети или во продажба. Така да ги повикувам сите кои се љубители на здрав начин на живење да не посетат. Имаме различна програма и забавна, и имаме гастрономски настан и така натаму. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.